Одиме со првата тема во Студио 10. Со нас во студиото е Маја Атанасова, правник од Сдруженијето на млади правници и активист за човекови права. Во 2020 година се регистрирани 992 кривични дела со семејно насилство, но колку овие бројки соодветствуваат со реалната слика, особено во време на пандемија. Но пред да ја вклучам Маја, со нејзиното мислење околу оваа бројка, прво одиме до МВР, каде што на линија го имаме Тони Ангеловски. Каква е статистиката за претходната година? Колку жртви на семејно насилство се регистрирани и кои се останатите бројки? Добар ден вам и на вашите гледачи. Значи, во 2020 година имаме 992 кривични дела во врска со семејно насилство, а имаме вкупен број на сторители 1025, од кои 930 се мажи и 95 се жени. Така, Маја, сакам да ве прашам, свесни ли се жртвите дека како треба да го пријават случајот, каде треба да се обратат, дали прво се обраќаат до полицијата или можеби веќе ве контактираат и вас и невладини организации кои што ги застапуваат нивните права? Здраво. Во принцип има жртви и кои што одат директно во полиција, меѓутоа од она кое што ние го имаме како информација, жртвите многу повеќе и многу почесто најпрво се охрабруваат да пријават, да контактираат всушност со граѓански организации кои работат на темата, во кои што тие имаат доверба, па дури понатаму ние продолжуваме со нив да работиме за да може тие да се охрабрат и да пријават и во Центарот за социјални работи и во полиција. Од тука имаме ситуации кога луѓе самите пријавиле, меѓутоа имаме многу поголема бројка на луѓе кои што најпрво имаат потреба да добијат дополнителни информации, имаат потреба да се осигураат дека навистина тоа е чекорот кој треба да го преземат, па дури потоа со малку повеќе работа успеваме да пријават во полиција. Овде ќе ја повикам Елена Димушевска, која што имаме на Skype врска. Елена, што ги обесхрабрува жртвите да пријават семејно насилство и потоа да покренат и судска постапка? Добар ден, благодарам за поканата. Што ги обесхрабрува? За ова веќе сме зборувале многу пати и зборуваме многу години наназад. Недовербата која што постои во институциите, недовербата која што постои кај жените кои што преживуваат насилство, а е насочена кон институциите, е нешто кое што се провлекува низ годините и кое што не успеваме да го решиме како држава. Една жена која што преживува насилство, за неја е потребно одреден период да се охрабри да ја донесе одлуката да го пријави насилството. Во моментот кога ќе влезе во Центар за социјална работа, во полициска станица, таа треба да биде пречекана и имена со доверба дека тоа што таа го кажува е вистина и овие институции, односно вработените во овие институции да ги превземат сите мерки за да ја обезбедат незината заштита и заштитата на незините деца доколку ги има. Но што се случува? Се случува да тие кога ќе пријават насилство, се пречекани со надоверба. Многу често, најчесто случај е да... Од кого се пречекани со недоверба? Од самите вработени во институциите. Прашањата што направи ти и што предходеше на насилството, укажува на тоа дека пробуваме вината да ја побараме во жртвите, дека тие некако се одговорни за насилството кое што го преживеале. А тоа никако не смееме да си го дозволиме, затоа што тие собирале храброст да дојдат во таа институција и да пријават, го размислувале ризикот што ќе се случи со нив откако ќе го пријават насилството и ќе се вратат во домот на насилникот. И им е потребна целата подршка која што можеме да им ја дадеме. Не им е потребно да им поставуваме прашања што ти направи, што предходеше на насилството. Не им се потребни оправдувања зошто насилникот го направил тоа што го направил. Она што е потребно е да насилникот да институциите го казнат
насилникот согласно сторените дела и согласно извршеното насилство, а на жртвата да ја обезбедат целата заштита што може да ја обезбедат. Ангеловски, ќе ве вклучам вас. Може ли да објасниме за гледачите како се постапува по една таква пријава? Кој е процесот ако некоја жртва на семејно насилство се обрати до МВР и колку доверба треба да има дека ќе биде заштитен? Апсолутно, значи довербата мора да биде на највисоко ниво и морам да кажам прво на почетокот, да не генерализираме. Доколку има некој случај каде што полициски службеник не постапил соодветно, ние имаме оддел за внатрешна контрола кој што ќе го санкционира. Но не можеме да генерализираме дека воопшто сите полициски службеници постапуваат некако што треба. Се разбира, сите наши полициски службеници поминуваат соодветни обуки. И кога ќе дојде жртва на семејно насилство, кога ќе дојде било кој оштетен граѓанин, тие мора да ја примат пријавата и постапуваат соодветно. Но се разбира, мора да постават неколку прашања за да се објасни за каков случај што се случило, да можат да ги добијат сознанијата и соодветно на тоа да реагираат. Се разбира, си има соодветна постапка. Зависно од тоа што се случило, каква е пријавата, односно дали станува збор за вербално насилство, дали станува збор за физичко, дали станува збор за загрозување на животот, ние дури имаме сега мерки и да побараме од судот одстранување на насилникот од домот. И тоа се прави, значи, доколку имаме таква ситуација каде што проценката е на ризикот дека може да го загрози животот на жртвата, да се побари таква мерка. Се разбира, кога ќе се прими пријавата, соодветно се извештува и Центарот за социјални работи, и заеднички се постапува со цел да се обезбеди заштита на жртвата, а доколку треба и здравствена заштита, зависно доколку имаме нели и повреди при семејното насилство. Дали жртвата ќе добие документ за пријавата како доказ? Апсолутно, значи се што се случува во полициска станица се евидентира во службен материјал. Тука нема дилема, не само за семејно насилство. Било каков разговор вие да имате во полициска станица, тоа мора да се евидентира со службен материјал. Маја, свесни ли се жртвите дека треба да добијат таков доказ, бидејќи тука треба да појасниме најчесто тие докази им се потребни доколку одлучат да гонат во судска постапка. Многу често и се случува да им бараат такво нешто, а да немаат документација дека некаде е пријавен случајот. Да. Освен оние медицински документации за телесни повреди или од психијатар. Да, и не само за судската постапка, туку и за сите други услуги кои што би можеле да ги добијат од институциите како жртви на семејно насилство. Тука имаме две ситуации. Едната е дека луѓето можеби се и свесни кога одат да пријават, меѓутоа целата таа ситуација за нив е навистина многу стресна. Дури кога ќе бидат во допир со добро обучен кадар кој што знае да ги приме, меѓутоа тоа е сепак многу стресна ситуација за нив и може да се случи и да не побараат, да не знаат дека треба да поднесат дополнително барање за да добијат потврда. Втората ситуација со која што уште повеќе се соочуваме е ситуацијата во која што дури кога жртвите одат да пријават насилство, тоа не се третира како кривична пријава, туку оди како поплака. Поплаката ниту судот, ниту другите институции не ја третираат како соодветно пријавување и тоа за нас представува, а и за жртвите представува проблем во понатамошно остварување на нивните права. Може ли да направиме тука една паралела колку пријави завршуваат како поплаки, колку завршуваат како кривични дела? Ангеловски, вие имате статистика, еве да не одиме подалеку, нека биде за 2020 година. Видете, има значи правилник за проценка на ризикот и зависно од тоа што се случило. Кога велите за, сакам да се надоврзам на оно што го кажа вашата гостинка. Значи, ние имаме соработка и со невладините организации и преку овие настапи ги охрабруваме жртвите да ги пријавуваат на станите. За жал, ние веќе ви ги кажав статистиките на почетокот, но сите сме свесни дека таа статистика не е реалната, така. Значи, мора жртвите да доаѓаат во полициска станица и во центрите за социјални работи, па ете, нека се обратат макар и преку невладините организации, да се охрабрат за да ги казнуваме насилниците, затоа што само со казнување на насилниците можеме да се справиме со
семејното насилство кое сме свесни дека тука е со години присутно не само во нашата држава, но знаеме дека е присутно. Затоа колку може да ги охрабриме, ние за жал имаме случаи дури кога жртвите ќе дојдат, ќе пријават во полициска станица, па по некое време ја повлекуваат пријавата. Значи, за жал имаме и такви случаи. Мораме сите заеднички да работиме на тоа, да ги охрабруваме жртвите, жените, но сега го имаме жртви на семејно насилство и мажи, имаме жртви постари луѓе, нели, родители кои што се жртви од своите синови или ќерки. Значи, во секој случај секој чин на насилство мора да биде пријавен за да можеме ние соодветно да реагираме и да го санкционираме. Димушевска, ќе ве вклучам. Зошто според вашето искуство и контакти со жртви на семејно насилство, како што кажа Ангеловски, се откажуваат? Прво ќе пријават, па се откажуваат. И предходно начнавте дел од тие образложенија, меѓутоа зошто не ја тераат постапката до крај? И јас повторно ќе ја спомнам заштитата. Представникот од МВР ги охрабрува жртвите да пријават. Но дали размислуваат полициските станици и представниците од Министерство за внатрешни работи што се случува откако таа ќе дојде да пријави? Нема да бидат превземени никакви чекори и ќе се врати дома кај сторителот. Дали тука се прави процената на ризик во која што таа самата се става секој пат кога треба да дојде во полициска станица да пријави? Наспроти тоа, ја би дала еден друг предлог пристап, а тоа е после секоја пријава да веднаш следи отстранување на сторителот од домот и негово соодветно санкционирање. Затоа што ние најмалку што можеме да бараме од нив и да очекуваме дека тие треба 10 пати да пријават за евентуално некој да превземе нешто. Затоа што пак ќе напоменам, после секое пријавување таа се враќа дома кај сторителот кој што знае дека таа пријавила и заканите продолжуваат. Физичкото насилство може дури и да се интензивира колку што се почести пријавите во полиција. Значи, што треба да се случи? Кога една жена ќе пријави насилство, првично мора да се направи процена на ризик, соодветно санкционирање, отстранување на сторителот или пак обезбедување на нејзина заштита во смисла на безбедно живеалиште. Затоа што ако таа пријавува и се враќа дома, ние не сме направиле ништо, ние ставаме во поголем ризик. Нашето истражување, например, за 2018 што го објавивме за фемициди, број на убиства на жени во Република Македонија во периодот 2008 до 2016, покажа дека повеќе од 80% од убиените жени се убиени од интимни партнери, бивши или актуелни, или други машки членови на семејството во нивниот дом. Значи, домот за жената во Македонија е најопасно место за живење, најнебезбедно место за живење. Статистиките кои што ги сподели представникот од МВР се само една мала бројка на тоа, се далеку од реалноста. Сивата бројка е многу поголема, како што колешката Маја спомна. Поплаките ние не ги броиме. Колку поплаки треба една жена да има за да може да се процесира како пријава понатаму и евентуално да се представи. Значи, ние мораме да реагираме итно. Државата мора да разбере дека насилството врз жените е сериозен проблем и дека на жртвите мора да им се обезбеди итна и неодложна заштита. Не можеме да чекаме. Тука предпоставувам и мислите на измените на кривичниот законник, имплементација на Истанбулската конвенција за која што ќе зборуваме и малку понатаму. Јас сакам само тука да ја прашам мојата гостинка во студиото Маја во однос на бројките и искуството на жртви на семејно насилство во пандемијата. Имаше едно стивнување на тие бројки кога беа мерките со карантин. Предпоставките што се? Дека тие немале каде да одат и молчеле дома за насилство? Предпоставките се секако тие, дека она што го спомна веќе Елена, дека навистина за жената е можеби најнебезбедното место дома. Таму каде што сите ние бевме затворени во изминатиот период. Дури да се обратеа, доколку најдеа начин да се обратат, не можеше да излезат, многу беше тешко да се пристапи и да се пријави било какво насилство. Се сеќавате, веќе ние имавме една ситуација каде што
Имаше жртва на насилство во која што било одлучено дека преку телефон ќе се интервенира заради тоа што насилникот бил болен од ковид во моментот. Проблем, огромен проблем Само тука сакам да го вклучам и Ангеловски, колку е оваа точна информација, бидејќи доста се пишуваше за тоа. За дека полицајците не Видете сакале сега, да влезат значи, во домот, бидејќи имало Апсолутно. Значи, видете вака, не можеме да генерализираме полицајците не сакале да влезат во домот. Секој полицаец кога ќе добие пријавата е должен да излезе на местото на настанот, зависно од нели доколку имаме пријава особено за дека има физичко насилство, дека има нели било какви повреди, должен е полицајцот да излезе на лице место. Се разбира без разлика дали станува збор за ковид или не станува збор за ковид. Ние имаме специјална опрема нели за влегување и во домови каде што и во објекти каде што имаме лица заболени од ковид. Но исто така за време, она што го спомнувате за време на полицискиот час, ние како Министерство за внатрешни работи по сугестија на Министерството за труд и социјална политика и на невладините организации овозможивме значи да не важи полицискиот сад за жртвите на семејно насилство. Значи за да не ги доведеме ни во дополнителна опасност, апелиравме, значи јавно тоа го повикувавме, секоја жртва на семејно насилство доколку процени веднаш да се упати во полициската станица, без разлика дали имаме забрана за движење. Дека таа забрана за движење за такви жртви не важи. Се разбира, јас се согласувам со вашите гости дека бројот на пријавени случаи не соодветствува со реалниот. И затоа мораме сите заеднички тоа да го менуваме. Затоа мораме сите да соработуваме како што и правиме и преку последните измени на законот, но и претходно ние знаете сега имаме право и тоа го користиме да полицијата може доколку процени дека жртвата е во животна опасност, да побараме сторителот да биде отстранет од домот. И тоа го правиме. Доставуваме до судот, а судот ја носи одлуката дали лицето кое што го сторило тој чин треба да се отстрани од домот. Се разбира, ние постојано се надоградуваме како институција, ние постојано ги обучуваме нашите полициски службеници со цел соодветно реагирање. Во склоп на секторот за внатрешни работи ние имаме систематизирано посебна единица за семејно насилство. Значи, апсолутно вложуваме се што е возможно за да можеме колку повеќе да одговориме на ваквите кривични дела и жртвите да бидат згрижени, а насилниците санкционирани. Маја, да се навратиме повторно на жртвите на семејно насилство и карантинот. Па да, значи бидејќи имаше понатаму и начини за како да се пријави, сепак по одреден период жртвите повторно почнаа да се јавуваат, меѓутоа тоа е кај нас барем во Сдруженијето, откако мерките почнаа да се олабавуваат и откако почнаа да се движат. Точно е дека онаа мерка која што ја спомна гостинот од МВР постоеше, меѓутоа имајте предвид дека зборуваме за жени, за жртви кои што се секако преплашени, кои што не се преплашени само за животот, туку се преплашени и за тоа како ќе ги перцепира општеството, семејството и сите тие лица за они да излезат од дома и да пријават насилство, па како тоа ќе биде сватено, па зошто тоа ќе биде сватено, па што ќе ме прашаат мене таму, значи дури тука користењето на таа мерка беше возможно само во крајни случаи кога имало навистина тешко физичко насилство дома, меѓутоа семејното насилство не е секогаш само тешко физичко насилство со можност за смртни последици. И тука дури не мерката сама по себе не ни можеше да одговори соодветно заради тоа што тука се навраќаме на нашиот комплетен општествен проблем на генерално осудување на жртвите и стравот од досуда на жртвите. И тука сега не зборувам за стравот од досуда само од институциите или од нешто, туку апсолутно од целокупното општество. И затоа оваа мерка генерално не ни можеше да се искористи толку колку што ние би сакале, за да може сите луѓе тоа да го пријават. Јас се приклучувам на апелот на гостинот од МВР, луѓето да се јавуваат, да прашуваат, значи не мора веднаш да пријават, нека се јават, да добијат информации, да објасниме зашто станува збор, за да можеме сите ние да помогнеме кон тоа пријавување.
Некои од прашањата веќе ги споменавте со какви прашања во главата си ги поставуваат жртвите. Еве, дали може да побара да зборува со маж или жена полицаец, ако така се чувствува побезбедно? Веројатно и тоа е една од дилемите кои што ги имаат. Тоа се работи кои што би сакале и да ги добиеме и како потврда од МВР директно за жртвите, потенцијалните жртви или оние кои што се исплашени, самите да слушнат дека и МВР не е институција од која што тие треба да се плашат, туку дека стои дека е баш за да им помогне и дека секоја помош која што ним им е потребна тие ќе ја добијат. Дека можат да дојдат со некој кој што ним им е човекот доверба. Доколку се чувствуваат уплашени, доколку им е срам да ги видат сами на улица, затоа што и тоа се случува. Доколку сум била жртва, доколку постојано сум била под терор од мажи и не сакам да зборувам со мажи затоа што ми е страв дека нема да ме разберат, на пример. Сите тие елементи кои што нам ни ги одвлекуваат луѓето од првиот чекор. Ова се некои од првите прашања што ги поставуваат, па дури потоа влегуваме со дополнителните прашања, а што ако ме праша зошто ми се случило тоа, или а што ако ме праша зошто до сега не сум пријавила. Сите се тие прашања што нам жртвите ни ги одвраќаат од пријавување. Еве, за Ангеловски интересно прашање. Дали може да бара жртвата да зборува со жена полицаец, доколку смета дека е непријатно да разговара со некој од мажите полицајци во полициска станица? Се разбира. Видите, не само да бара. Ние во принцип кога имаме ваква пријава од жена, значи во принцип разговара со неа жена полицаец. Пред се од ова што го спомнавте, секогаш жената се чувствува послободна да зборува со друга жена. И пак ќе повторам, значи полициските службеници се соодветно обучени за примање на вакви пријави. А имаме дури посебна единица која што се занимава со проблемот со семејното насилство. Се разбира, сите тие полициски службеници знаат дека во разговорот со жената не се прима пријавата, но мора да се внимава и на чувствата на жртвата која што во тие моменти е растревожена и бара на некој начин заштита од институциите. Така што апсолутно граѓаните да доаѓаат во полициска станица да ги пријавуваат ваквите случаи. Еве, доколку сакаат, можат слободно да дојдат и со представници на невладина организација, доколку е полесно, доколку се чувствуваат послободни, нека дојдат и заедно со нив. Значи, битно е случаите да се пријавуваат, да ги имаме ние фактите и аргументите и да можеме соодветно да го санкционираме насилникот. Елена, законот за заштита од семејно насилство изгласан пред непол месец, но ефективната борба се очекува преку измени на кривичниот законник, преку дефинирање на сите облици на родово засновано насилство. Што е клучно овде? Што треба итно да се предвиди во тие измени на кривичниот законник? Јас прво само малце би коригирала. Новиот закон кој што е изгласан пред 2 недели од прилика на 27 јануари е закон за заштита и превенција на сите форми на насилство врз жени, вклучително и семејното насилство. Значи не е само за семејно насилство, сакам само тоа да го дополнам. Во однос на кривичниот законник треба да се направат измени, односно да формите на насилство бидат дефинирани, да биде препознаен родовиот аспект и ред други промени. Но јас не би навлагала во тоа, затоа што на крајот на денот не е важно нашата законска регулатива точно како, дури да биде најдобра, дури на најродово сензитивен начин да ги дефинира сите форми на насилство врз жени и да предвидува соодветни санкции за сторителот. Она што е важно е да тие што понатака треба да го следат ова законско решение, дали е кривичен, дали е граѓански закон, не навлагам, значи оние кои што треба да ги почитуваат и да ги следат законските решенија, да бидат сензибилизирани, да разбираат динамиката на насилството, да го разбираат родовиот аспект, да разберат зошто жените во најголем процент, во повеќе од 90% се жртви на различни форми на насилство и да обезбедат институциите заштита како што оние кои што преживеале насилство, жени и деца, заслужуваат да ја добијат и е неопходно да ја добијат. Значи не е само да ја направиме промената. Новиот закон за насилство врз жени кој што беше изгласан го унапредува
начинот, мислам, ги дефинира сите форми на насилство што претходно не биле дефинирани во нашите закони, предвидува специјализирани сервиси за заштита и за обезбедување на поддршката која што е потребна за жртвите, и текст е навистина одличен. Но што се случува со самото донесување на законот? Законот беше изгласан без никакви финансиски импликации. Кога ние во едно ново законско решение предвидуваме специјализирани сервиси кои што во моментот во државава не постојат, и при тоа кажуваме дека нема да има законот финансиски импликации, како тогаш може да очекуваме дека навистина ситуацијата со заштитата и состојбата со заштитата и поддршката на жртвите ќе се подобри? Значи, на сите треба да ни стане многу јасно дека овој проблем, особено оној процес на заштита и процесот на реинтеграција и рехабилитација на жртвите и враќање во секојдневното функционирање, дека за тоа се потребни финансиски средства и ние не можеме да избегнеме од тоа. Така да не е само носењето на законите. Зашто носењето на законите е само едно штиклирање во чек-листата што све треба да направиме. Нивната имплементација е многу поклучна. Тука мислев, Демушевска, на конкретни кривични дела, како што во моментов, според мои информации, се води дискусија во таа работна група за измени во кривичниот законник. Предпоставувам дека и невладините го бараат метнување на силување. Се има дебата дали тоа да биде наместо силување полов напад, бидејќи досега во сегашниот кривичен законник имаме полови дејствија. Потребно е внесување целосна имплементација на Истанбулската конвенција, која што има точно една глава која што вели сите оние дела кои што треба да бидат вклучени како кривични дела во самите законодавства. Меѓу другите тука е вклучено и силувањето. Како тоа ќе се дефинира, оставаме на работната група да го вклучиме, меѓутоа битно е целосно сите тие одредби да бидат пренесени токму онака како што ги бара од нас Истанбулската конвенција. Завиткување на зборовите, игрите со зборови не вршат работа никому. Ни е конкретно битно ние да видиме целосна имплементација на Истанбулската конвенција во законодавството, за реално да можеме понатаму да бараме сето тоа да се реализира и на терен. Ние веќе неколку години ни е ратификувана Истанбулската конвенција, ние дури кога ги немаме тие кривични дела во законот, имаме обврска да внимаваме на сето тоа. Така што колку побрзо се реши овој проблем, толку побрзо ќе стигнеме ни еден чекор понапред кон директно и конкретно решавање на овие кривични дела. Она што го спомна Елена е навистина еден од поголемите проблеми со кои што ние се соочуваме. Ние имаме законите се носат, меѓутоа без финансиски импликации, без финансиски средства ние не знаеме на кој начин ќе се реализира имплементацијата на Истанбулската конвенција и целокупната заштита која што се нуди со неа. Пред да се поздравиме со Ангеловски и Димушевска, јас само едно прашање во корелација со денешната тема во однос на интернет насилството, јавна соба. Ангеловски, има ли нешто нови моменти во однос на истрагата, бидејќи сте во координација со обвинителството за овој случај? Да, ние завршуваме со вештачењата на телефоните, најголем дел од телефоните се извештачани, останува уште еден од телефоните каде што имаме навистина обемен материјал и кој што мораме комплетно да го документираме и се разбира во соработка со обвинителството, нели, да се санкционираат овие престапници. Се разбира, сакам да кажам, не само јавна соба. Јавна соба е еден од случаите кои што се покористени во јавноста, така да кажам. Но, за жал, ние имаме злоупотреба, односно злоупотреба на лични податоци, уцени, на некој начин повторно насилство кон жената, злоупотреба повторно кон жената и преку интернет. За жал, во овие модерни времења тоа се случуваат. Ние постапувавме деновиве во Струмица за таков случај и денеска ќе информираме јавноста, веќе имаме, нели, завршен случај од овој тип во Струмица.
Благодарам за информациите, Ангеловски, за вашето вклучување. Ке се префрлам на Димушевска, бидејќи знам дека и вие сте веќе при крај со времето а секако и ние во студиото. Димушевска, како сте задоволни, како гледате на водењето на постапките на интернет насилството? Еве, не мора да е конкретно само јавна соба, тука имаше и уште една група, не беше на Телеграм, Гевгелија Хаб, мислам дека беше, исто жртвите се жалеа дека нивни фотографии и видеоматеријали се споделуваат виртуелно. Да, на жал не можам да кажам дека сум задоволна, особено што ќе спомнам јавна соба е случај кој што се појави минатата година и еве после една цела година почна нешто да се случува, значи некако како институциите да го заборавија сето тоа. Како да не беше доволно големо и доволно важно да тие жени кои што биле предмет на и кои што чии што со приватни слики и броеви и други лични податоци биле споделувани во таа јавна група, во таа група, и жени кои што подоцна, жени и девојки кои што подоцна биле изложени на сексуално вознемирување и пораки и јавување, како тоа да не беше доволно, да требаше граѓанските организации повторно да го поттикнат процесот, повторно да ја отворат дискусијата, за евентуално да се случат 4 или 5 апсења, се работи за група која што броела повеќе од 5 или 6 илјади членови. Денешната технологија овозможува да ова биде завршено во пократок рок, да бидат идентификувани сите членови на таа група и против сите да бидат поднесени соодветни пријави. Но што се случи? Се случи дека дури и овие кои што се веќе против кои што има поднесено пријавите се за порнографски содржини поврзани со малолетни лица. Нема ни една пријава поднесена за она што се случувало и вознемирувањето кое што го преживувале жените кои што имаат жените и девојките кои што имаат над 18 години. А нашиот кривичен законник го овозможува тоа. Ние имаме регулирано кривични дела кои што може не се доволно јасни и не се конкретно не се однесуваат на тоа, но може да се искористат за да бидат овие сите вклучени во оваа група да бидат соодветно казнени. Кога државата после една година нема да даде порака дека секој оној кој што ќе направи вакво нешто ќе биде казнет, другата порака што ја дава е дека ова е дозволено и оправдано. Така да, навистина е повеќе од страшно како се справуваме ние со сексуално вознемирување и во интернет просторот и во јавниот простор. Димушевска, благодарам за вашето размислување и за вашето искуство. Овде ќе ја прашам повторно Маја, додека очекуваме да се вклучи адвокатката од Струмица, Нетка Ковачева. Маја, што очекувате да промени новото кривично дело кое што го најави Министерството за правда демнење? Очекувам искрено да промени начинот на кој што ќе постапуваат органите, начинот на кој што ќе ги забележуваат. И превентивно во однос на тие злоупотребувачи, на прекршители на интернет, може би ги предомислило ако знаат дека... Искрено, за да можеме да очекуваме делото само по себе да ги предомисли, најпрво мораме да видиме некаква завршница на овие настани кои што ги имаме до сега. Затоа што, она што веќе го спомна Елена, доколку ние имаме постојано ситуации кои што воопшто не се казнуваат, едно ново кривично дело на хартија ќе значи само уште едно ново кривично дело на хартија, нови кривични пријави кои што немаат завршница. Нам ни се битни да ги видиме завршниците за да може навистина и жртвите да бидат охрабрени, меѓутоа и лицата кои што се сторители да се обесхрабрат. Тука веќе и не зборуваме само за сторителите, зборуваме и за потенцијални сторители. Ние имаме млади луѓе кои што на овој начин учат дека не постојат правила и дека може да прават што сакаат, а тука е она главна кочница која што ние треба да ја поставиме, доколку сакаме да имаме едно безбедно општество, рамноправно општество за сите,
нам тука не е главната работа, тука не е главната поента да ние обезбедиме и овие млади луѓе да знаат всушност што можат, а што не можат да направат. Тоа исто така не се прави само со воведување на ново кривично дело, тоа се прави со многу работа со сите овие генерации, со многу зборување за нив, со многу посветување внимание на тоа која е улогата на секој од нас како човек во општеството и која е штетата што ја предизвикуваме со таквите действија. Дека штетата, доколку јас направам кривично дело, не е единствената штета што јас ќе одам во затвор или што ќе платам казна, туку е штетата што ќе ја направам на тоа лице кое што јас сум му наштетила. И тука се работите на кои што ние многу повеќе мораме да работиме. Добро е тоа што има нови кривични дела, меѓутоа ова е многу покомплексен проблем од тоа да ние имаме само едно ново кривично дело кое што ќе стои убаво во законот. Во статистиката на која што добив од обвинителството за 2019 и 2020 година имаме некаква разлика од стотина бројки, например во изминатата година 2020 имаме вкупно предмети 325 за телесна повреда. Додека пак предходната 2019 имаме 288. Сега имаме паралелно со овие бројки отфрлени малце поголем број ова 2020 година 140, додека пак 2019 имаме 104 отфрлени пријави. Во она што го добив како статистика, најчесто телесната повреда е делото за кое што се гонат насилниците. Тука при тоа имаме и убиство. 8 случаи во 2020 и 3 случаи 2019 година. Нанесување на тешка телесна повреда имаме 37 минатата година, загрозување на сигурноста 274, додека пак 2019 година имаме присилба, еден случај, има противправно лишување 12 предмети, загрозување на сигурноста 335. Колку невладините, надвор од оваа статистика, колку невладините организации преку активности се вклучени во помош на надминување на тој период после насилството на жртвите? Невладините организации имаат доста голема улога во целиот овој процес, токму заради тоа што жртвите многу често се обраќаат кај нас и пред да пријават и во текот на пријавувањето и за работите кои следуваат потоа. Повеќето организации кои што работат со жртви нудат некакви услуги дополнителни. Подигнување на јавната свест, се почесто и кампањи, конкретни финанси, шелтер центри има кои што ги водат и невладени организации кои што имаат и основано од страна на Министерството за труд и социјална работа. Има центри кои што им помагаат на жртвите понатаму да се стекнат со одредени вештини, има центри кои што им помагаат на жртвите да добијат дополнителна соодветна поддршка која ним им е неопходна. Психосоцијална поддршка, ние во моментов исто така имаме можност на жртвите да им понудиме психолошка поддршка освен правна поддршка. Она што е значено е дека навистина жртвите и откако ќе пријават, тука не завршува нивната голгота. Тие имаат дури кога ќе заврши судската постапка или во текот на судската постапка, ние имаме потребна секоја поддршка дополнителна која што може да ја добијат и во однос на тоа како да застанат на нозе и каде да се сместат и како да им помогнат на децата кои што се во таа ситуација. Така што граѓанските организации се тука да помагаат на секој начин кој што можат да го обезбедат во тој момент. Каде се во приказната децата? Децата се постојано тука. Во ситуација кога вие имате семејно насилство дома, децата не можат да бидат исклучени на ниту еден начин. Децата може да не бидат директна жртва, децата може никогаш да не добијат удар. Меѓутоа децата се тука и гледаат што се случува. Јас сега не сум психолог за да зборувам за тоа како децата конкретно се чувствуваат, меѓутоа од она што ние го имаме е дека навистина децата трпат трауми и жртвите кои доаѓаат во нашите сервиси за да добијат помош, исто така психолозите кои работат со нив исто така се обидуваат и работат и со децата, бидејќи траумите кои што ги добиваат децата
се навистина многу големи. Така што децата дури кога не се директна жртва, ние ги третираме како жртви. Ќе одиме од овде во Струмица. На линија би требало да имаме адвокатката Нетка Ковачева, која што би требало малку повеќе да објасни околу судските постапки, дали се тоа судски лавиринти за жртвите од семејно насилство и колку време траат. Ковачева, како е вашето искуство, бидејќи вие важите во вашата средина и во тој регион како адвокатка, жена која што се залага за остварување на правата на жените жртви на семејно насилство? Колку време траат во просек овие судски постапки? Така. И јас од 2012 година работам со жени жртви на родово базирано и семејно насилство. Значи, најчесто постапките се итни и траат краток временски период. Станува збор за привремените мерки за заштита од семејно насилство, кои што судот во Струмица се придржува кон Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство и ги носи одлуките во рокот кој што е наведен во законот. Што се однесува за кривичните постапки, кога станува збор за телесни повреди, загрозување на сигурноста, исто така можам да споделам позитивно искуство дека се завршуваат релативно со предвидениот. Дали безбедно се чувствуваат жртвите во текот на тие процеси, бидејќи се уште нема одлука, тоа може би е некој начин на охрабрување на насилниците дека се уште судот не донел таква одлука против нив? Како се чувствуваат жртвите? Секој предмет е различен за себе. Обично жртвите се осеќаат многу несигурно, бидејќи некои од нив, речиси 90%, делат исто живеалиште или престојувалиште со насилникот. Ретки се тие случаеви каде што насилникот е тој кој што нели ќе се плаши од законот и од судот како институција, од заканата која што како казна би се соочил. Главен проблем имаме да кажеме кон спроведувањето на извршувањето на мерките, на пресудите, особено на мерката задолжително лекување од алкохолизам. Од причина што во Струмица немаме Министерство за здравство, па така ги користиме контактите со итната медицинска помош и преку МВР со асистенција правиме напори насилникот да биде однесен на лекување во некоја психијатриска болница. Но за сето ова време жртвите се осеќаат несигурни, нестабилни и истото чувство преовладува и откако нели ќе излезе насилникот од затворот или од таа некоја психијатриска установа, освен ако во меѓувреме не се случиле постапки за развод на брак или ако жртвата веќе застанала на свој нозе, што исто така има и позитивни примери од тоа. Неткова, каква е политиката на казнување? Ја знаеме политиката на казнување, но каква е праксата на казнување на овие кривични дела? Неколку ги набројав и претходно, зашто најчесто се води? Да правиме една паралела од 2012 па до денеска, јас сметам дека има едно подобрување во однос на висината на санкциите. Голем удел за тоа сметам дека има и ратификацијата на Истанбулската конвенција, бидејќи порано насилниците можат да поминат и со условни казни, така, со времена проверка од 2 години, со подолг временски период на проверка, но се почесто во текот на 2020 година се изрекуваат затворски казни за телесни повреди при вршење на семејно насилство, па дури и за загрозување на сигурноста. За повратници дури се изрекуваат и казни од година и 6 месеци до 2 години, а најмалите казни се 3 месеци затвор, што сметам дека е едно подобрување, бидејќи самата Истанбулска конвенција налага дека овие спорови не смеат да завршат алтернативно со изрекување на алтернативни мерки, бидејќи станува за многу сериозно кривично дело. Така, Истанбулската конвенција предвидува нулта толеранција за семејно насилство. Генерално, има зголемено пријавување во тој регион, Источна Македонија, да речеме, бидејќи вие застапувате и во Штип и во останатите градови. Каква е перцепцијата на жртвите? Јас сметам дека насилството се зголемува, бидејќи свеста на жртвите расте. Се почесто се зборува дека треба да се пријавува семејно насилство, јавно се зборува дека е ратификувана
Истанбулската конвенција која што предвидува нулта толеранција за семејно насилство. Законот сега и новиот закон предвидува дека институциите треба со должно внимание да постапуваат сите заедно синхронизирано преку мултисекторски тимови. Сето тоа придонесува да расте бројката и да расте свеста. Така, Неткова ви благодарам на вашето вклучување. Колку таа бројка на пријавени, Маја, соодветствува на реалната слика дома? Тоа е клучното прашање. Сепак слушнавме дека расте бројот на пријави, што може да се каже дека се подигнува свеста во тој дел, меѓутоа колку е таа реална слика? Бројката расте, меѓутоа и она веќе што го повторуваме во текот на целата емисија се уште, тоа не е реалната слика што нам ни се случува. Еве за мал сликовит приказ од кај нас, да речеме, од нашата организација во оваа година од некаде околу 250 повици кои што сме ги имале во однос на семејно насилство, само 70 се пријавени во полиција. Така што бројките растат, претходните години можеби сме имали уште помалку, бројките растат, меѓутоа се уште го немаме постигнато оној максимум кој што ние би сакале да го постигнеме, да секоја жртва се чувствува доволно сигурна, доволно безбедна, доволно храбрана да тоа го направи. Одиме напред, се обидуваме сите, значи сите граѓански организации се насочени кон тоа да се работи не само со жртвите, туку со целокупното население, затоа што сите ние во еден момент може да се најдеме во таа улога. Тоа не е резервирана улога за некој друг. Тоа сите ние можеме да бидеме таму. Така што сите ние работиме на тоа да се подигнува свеста, да луѓето знаат каде да пријават, на кој начин да го направат тоа и што всушност ќе ги чека и која е безбедноста што тие имаат. Дека секогаш ќе има некој позади нив кој што ќе ги поддржува и ќе биде тука за да им помогне во рамките на она што е возможно. Маја Атанасова, Сдружение на млади правници, активист за човекови права, благодарам за твоето гостување во студио 10.